државата. Вашата специјалност е токму Оризот, затоа и како најсоодветен соговорник во делот на научната јавност, на она што сакаме да го постигнеме, со еден збор да посочиме како да размислуваат можеби земјоделците, на што да обрнат внимание, што е важно во тој процес на производство на ориз. Меѓутоа, пред да го слушнеме оној експертскиот, односно постручниот дел од вашето излагање, јас би сакала малку да навлеземе во едно скенирање на состојбите воопшто во дејноста, какви се во моментот. Еве една нова година е на почеток во однос на она што значи занимавање со производство на ориз кај овој дел од земјоделците. Така, ние сме на почетокот, како што рековте и вие, на производство во 2013 година, бидејќи оризот е пролетна култура и сидбата на оризот започнува во оптимален сидбен рок негде после 15 април, па би требало да заврши негде околу 20-25 мај. Оваа година нешто покасно започна сидбата, после 1 мај, и исто така се уште одредени површини не се засејани, малку ќе се закасни со сидбата, што во секој случај не е добро. Оптималната и навремената сеидба и гарантира и подобри приноси, меѓутоа земјоделието е подотворено. Оваа година имаше одредени проблеми, бидејќи површините под ориз се наоѓаа под вода, така да голем број од земјоделците не можеа да влезат во самите површини со механизацијата, да ги припремат површините за сеидба. Она што го говорите покажува дека уште една година на предизвици можеби за земјоделците, особено во овој дел од државата, оние кои што го одбрале оризот како своја доминантна земјоделска дејност. Вообичаено земјоделците обвинуваат за состојбите, топката се префрла на едната или на другата страна, меѓутоа она што би требало да се потенцира еве од вас како од стручна јавност е генерално состојбите годините наназад какви беа во производството на ориз. Не само што во моментот велиме фактичката состојба е таква, се појавиле одредени проблеми кои секако ќе се надминат, меѓутоа каква тенденција низ годините има производството на ориз? Последните години во нашата држава се произведуваат негде околу 4 до 5.000 хектари површина под ориз. Во нашата држава се произведувало по ранешните години, кога нашата држава беше во состав на Југославија, тогаш се произведува и до скоро 9.800 хектари, тоа е површина која највеќе била засејана. Меѓутоа со губењето на пазарите и со одредени други проблеми кои се појавуваат во самото производство, површините во нашата држава падна на 4 до 5.000 хектари. Ние засега имаме услови, во нашата држава има услови да се произведуваат и до 7.000 хектари да се засеат површина. Има капацитети по однос на површини, системи за наводнување и расположиви количини на вода, меѓутоа се тоа треба да се добро менаџира. Последните години има одредени проблеми како резултат на формирањето на новите заедници, водни заедници, се покажа дека најпрактично не функционираат и мислам дека во тој дел треба да се направат одредени промени, да се интервенира и во законот, бидејќи беа формирани во системот, брегалничкиот систем кој дава и испорача вода за наводнување на оризовите парцели. Беа формирани повеќе водни заедници, тие за жал водни заедници, повеќето од нив сега се во стечај или се ликвидирани и тука се јавуваат одредени проблеми, бидејќи оризот е култура која не може без вода и без наводнување и прва и единствена работа која мора да функционира е водната заедница, односно системот за наводнување. Треба да се направат одредени, по мене, ми се чини интервенции во законот за да
за да се поправат состојбите во водните заедници и заедно со водостопанството, заедно со водните заедници и фармерите, односно земјоделците, сите заеднички да одредени проблеми надминат се со цел навремено да започнат соседбата на Оризот, бидејќи има една народна поговорка, кој мислам ако се сее навреме ќе има и добар принос и добра жетва на крајот. Ако ја вклучиме сега науката во целата приказна, во целото производство на ориз, колку таа работи во подршка на земјоделците, особено оние кои што, како што рековме, оризот им е доминантна дејност? Науката, како и што вие рековте, значи е многу битна работа во целокупното организирање на земјоделското производство, па и на оризот како култура. Значи, науката секогаш е присутна во производството на ориз уште многу одамна, уште далечната 1927 година во Кочани била формирана Ареонска опитна станица, потоа таа се трансформирала во Институт за ориз, а денес функционира во составот на Земјоделскиот институт. Уште од тогаш почнала работата во таа опитна станица, научната работа по однос на оризопроизводството и досега сите воведени сорти во производството на оризот, потоа воведувањето на новата технологија, односно воведувањето на пестицидите, поготово на хербицидите во производството, целата технологија во производството, била воведена преко институтот, односно преко истражувањата и воведувањето на нови технологии во оризопроизводството. Луѓето кои работеле на оризовата култура до денес објавиле преко 200 научни трудови од нивните научни истражувања во државата и надвор од државата, во светот. Иако оваа култура е на мали површини во нашата држава застапена, сепак мислам дека од страна на науката има дадено голем допринос за развојот на оризовата култура. Јас можам да кажам дека ние во европски рамки по однос на приносите и квалитетот може би сме нешто на пониско ниво, меѓутоа во однос на светски рамки, по однос на просечните приноси и квалитетот сме далеку повисоко. Последните години во производството кај нас во Македонија се постигнуваат статистички официјални податоци околу 6000 килограми по хектар производство. Во Европа повисоки приноси имаат шпанците и италијаните. Меѓутоа, мислам дека со едни мали интервенции, со една мала примена на подобра агротехника, едуцирање на самите фармери, мислам дека ние ќе ги постигнеме европските стандарди. Годинава наназад производството на ориз во одредени сегменти е подобрено за сметка на други. Например, во 2010 година се произведени 25 тони лупен костен лиф ориз. Во 2011 година количините се намалени драстично, над 2 тони, за да во 2012 година се зголемат на 29 тони. Драстично е порасната и количината на произведен ориз полубланширан или бланширан од 688 тони во 2010 година, 371 тон во 2010, на 1264 во 2011 година, до 3409 тони во 2012 година. И кај категоријата на кршен ориз од индустриското производство во натурални показатели се забележува тренд на пораст. Од 189 тони во 2010, 371 тон во 2011 до 670 тони во 2012 година. Податоците покажуваат тренд на пораст на производството на ориз од година во година.
Велите дека годините наназад навистина голем допринос се направил во однос на она што е научна јавност, истражувања, експертски тимови за унапредување на производството на ориз. Може ли да одвоите можеби нешто што навистина било револуционерно и многу го унапредило производството и воопшто целиот процес на производство на земјоделците? За разлика од другите области во земјоделието, големи напредоци, бидејќи тоа е биолошка наука, нема, значи големи скокови. Меѓутоа сепак и во земјоделието, значи како што реков, науката дава допринос за развојот на производството. Еве, јас би спомнал дека со досегашното работење во институтот, значи во областа на оризопроизводството се создадени десетина нови сорти кои во производството и денес се произведуваат, се воведени или од страна интродуирани сорти, значи од други држави, испитани кај нас во нашата држава и воведени, аклиматизирани во производството. Значи, реков сортата, потоа се воведувањето на новите пестициди, скоро сите нови пестициди, поготово хербицидите кои најмногу се применуваат, се испитани, проверени, атестирани во самиот институт и одобрени за самото производство. Воведувањето на првите комбајни во производството на ориз, првите трактори, се таа работа значи била помината преко луѓето кои биле вработени во земјоделскиот институт. Ова потврдува дека науката, експертите го дале она што било потребно на оваа дејност, меѓутоа, ако ги анализираме пак сега земјоделците, оризопроизводителите, колку тие бараат доброволно експертска помош, стручни насоки во однос на она што и како треба да применат во процесот на производство, на одгледување на ориз, за да можат да имаат и поголеми приноси. Дали доброволно повеќе или пак можеби кога доаѓа ситуацијата да мора да се бара помош за да се надмине некој проблем? Често пати не често пати, меѓутоа редовно соработуваме со земјоделците, значи од теренот, земјоделците кои поготово сега помладите земјоделци, значи бараат помош, стручна помош за производството на ориз. Не би можело многу да се пофалиме дека имаме најдобра соработка, меѓутоа последно време, бидејќи условите за производство се изоструваат, значи се бара се по високо производство за да се биде конкурентно на пазарот, се бара се подобар квалитет за да исто така се биде конкурентност на пазарот. Така да во последно време се повеќе и повеќе имаме соработка со земјоделците. Еве ние оваа година имаме еден проект заедно институтот и земјоделците, значи финансиран од ТИКА, од Турската агенција за развој која е во Република Македонија, и ние пред некој ден бевме една недела во Турција. Значи, заедно експертите од институтот, од земјоделскиот институт, потоа од Министерството за нашето Министерство за земјоделие и 20 фармери. Значи, појдовме во Турција, го видовме производството, тоа беше финансирано од ТИКА, значи комплетно, да го видиме производството во Турција, да видиме технологијата на производство, да ја видиме преработката на оризот во фабриките, нивните стандарди, да го видиме институтот, значи кој се наоѓа во Тракија, еден од најголемите институти на Балканот за поледелски култури, да ги видиме нивните сорти, нивните размислувања, така да донесовме едно богато, значи разменивме едно богато искуство ние со турските експерти и сметам дека одредени работи и нашите земјоделци ги видува таму практично
кои работи треба да ги сменат во нашето производство и за да го подобрат и да им биде по-конкурентно производството. Сметате дека од тие искуства може реално да се пренесат и тука на нашите земјоделски површини, да го применат она што таму го виделе земјоделците, или пак невозможно е некако на овие простори тоа да се примени? Да, возможно е да се применат, можеби не се да се примени, меѓутоа одреден дел од технологијата на производството може да се примени. Најглавниот проблем кај нас во нашата држава е ситниот посет. Значи, ние имаме многу мали површини, кои се 0,3-0,5 значи, хектари, додека во Турција се огромни површините. Турција произведува па и сегде во светот, значи државите имат поголемо производство и покрупни парцели, каде може да се употреби по снажна механизација, која механизација е поевтина, значи на поголеми парцели има порентабилно производство, значи целокупната технологија која они применуваат е соодветна на нивните парцели. Кај нас мора да се употреби поситна, помала механизација, која малку е поскапа и го поскапува производството. Меѓутоа морам да кажам дека ние имаме едно природно богатство, што водата која користиме за производство на ориз, која се напојуваат парцелите, ја добиваме по гравитационен пат, односно по слободен пат, и е многу поевтина за разлика од Турција, каде целокупното количество на вода која се применува за наводнување во системот, значи за напојување на парцелите, се испомпува со помпи и се троши енергија, дали тоа е струја или нафта. Значи, ние тој благодет треба да го искористиме и тоа треба да ни биде предност, бидејќи најмалку со 30% треба да имаме поевтино производство. Тоа покажува дека има потенцијал за развој и понатаму уште повеќе да се доусовршува и процесот на производство и да се екипираат земјоделците на македонските површини во однос на производството на ориз. А во делот интересно е да споменеме дали доколку дојде до некое поголемо окрупнување на производителите на ориз, тоа би помогнало во насока на подобрување на состојбите во она што значи поголеми приноси, полеснување на работите во однос на производството. Да, така, значи по окрупнување на парцелите секој пат не само кај оризопроизводството и кај другите земјоделски култури, значи во производството општо, во земјоделието дава порентабилно производство. Тоа е една од работите, ако се направи, потоа сега еве и со закон се формираат, нашата држава донесува закони за формирање на земјоделските задруги. Ако земјоделците добро се организираат, бидејќи кај нас имат мал посет, значи тие кога ќе бидат организирани во земјоделски задруги можат да набавуваат поевтини репроматеријали, значи сами можат да увезуваат репроматеријали кои ако сами си ги увезат, значи ќе бидат многу поевтини, потоа можат да формираат значи задруга во која ќе купуваат заеднички машини, бидејќи тие машини се доста скапи и не се рентабилни за мал посет и за еден земјоделец. Ако се организираат во производството, значи да купат заеднички машини, потоа заеднички машини за доработка и преработка на оризовата арпа, ќе го поевтинат производството и ние ќе бидеме многу поконкурентни на пазарот, бидејќи пазарот само признава сега, нели, квалитет и цена. Ако немаме квалитет и немаме добра цена, значи не сме конкурентни на пазарот. За тоа да го постигнеме, треба да ги намалиме од една страна трошоците за производство, по единица производство, од друга страна да го зголемиме, значи производството, и тогаш цената по единица производ ќе ни биде помала. Јас не спомнав кога реков и за проектот од ТИКА, значи ние во оваа година ТИКА финансира и истражување во институтот, работиме на проектот, значи тестираме 10 сорти турски,
кои сметаме дека после тестирањето одредени сорти ќе воведеме во производството во нашата држава 10 сорти, еден макроопит и плюс 16 сорти други кои се во микроопит. Сите тие се тестират, се анализират. Оваа година ќе ги видиме сите нивни параметри кои ги пратиме и ако одредени сорти покажат многу подобри резултати од сортите кои се произведуваат кај нас во Република Македонија, тие ќе ги предложиме да бидат на листа во нашата држава и ќе ги шириме во производството со цел да го покачиме и приносот по единица површина и да го подобриме квалитетот на производството на ориз. Да не бидам погрешно сватен од гледачите, ние имаме квалитетно производство во Република Македонија на ориз. Можеме да се пофалиме со квалитетно производство, меѓутоа секој пат може тоа да се подобри. Во оваа насока и кога зборуваме за напредок и стручна помош, во колку може да се подобри со стручната помош, со експертите, ова производство? Може ли некој процент да кажете колку е значајна, впрочем, и помошта од науката во овој дел кај производителите? Па, ако само земеме одредени, да речеме, фактори кои влијаат за зголемување на производството на ориз, прво да речеме е сортата, која може да го зголеми производството, потоа употребата на чистиот семенски материјал, исто така може да го подобри квалитетот и квантитетот на производството, употребата на по-квалитетна механизација за обработка на површината која троши помалку нафта и улје, да речеме порентабилни, по-нови машини. Сето тоа кога ќе се сумира, ние можеме за брзо и кратко време да приносите ги подигнеме од сегашните 6 на 7 до 8.000 килограми, бидејќи генетскиот потенцијал на тие сорти се преку 10.000 килограми по хектар. Значи, кога ќе се склопат коцките, кога ќе се примени и агротехника и ќе се променат одредени сорти, нови ќе се воведат, можеме да го зголемиме производството од 6.000, кое сега, значи, во Република Македонија на негде од 7.500 до 8.000 килограми по хектар. Кога ги ставиме во оваа насока на поддршка и поголем принос на оризопроизводството и финансиската помош, субвенциите кои што во последно време се даваат од страна на државата, особено во делот на оризопроизводството покрај другите земјоделски дејности, како вие гледате во оваа насока, колку може тоа дополнително да ги поттикне и за развој и за овозможување на поголеми приноси на земјоделците, колку впрочем таа финансиска помош дополнително ќе биде корисна? Финансиската помош која дава владата на Република Македонија, значи во однос на субвенции е прилично, јас би кажал за оризот, има повеќе мерки, значи се дава по површина, потоа по откупена количина, дополнителни мерки, значи има повеќе мерки кои го стимулираат производството на ориз. Кај земјоделецот е битно за да може тој да примени добра и правилна агротехника во производството со цел на крајот за да има подобро производство, повисок принос и подобар квалитет, значи треба да има одредени финансиски средства. Тие секој пат кај земјоделците недостасуваат, меѓутоа субвенциите им добре дојдат за да можат тие да навремено обезбедат семенски материјали, навремено обезбедат нафта за собствените машини, навремено да обезбедат, значи, ѓубрива и пестициди, поготово хербициди, значи сите репроматеријали, бидејќи во земјоделието е многу битно за да имате високи приноси, сите тие работи бидат навремено изведени. Значи навремена сејдба, правилна и навремена примена на ѓубрива, правилна и навремена примена на пестицидите, односно на хербицидите. Ако навреме ги примените хербицидите, ќе имате помала количина на пестициди, подобра ефикасност, а на крај и повисоки приноси. Значи,
Исто така, средствата добре дошли се, кои се дават по однос на субвенциите за земјоделците и во делот на набавување на нова механизација. Значи, напредокот го и развојот на земјоделието го прави и примената на новите технологии, на новите машини кои се во светот произведуваат. Тоа потврдува дека потенцијалите треба да се искористат уште повеќе, земјоделците да обрнат внимание еве и на ова што значи субвенција, да се искористат средствата на вистина наменски онака како што треба, се со цел да може да обезбедат, да произведат поголеми количини на ориз, да бидат поконкурентни, особено и треба да се потенцира во делот на механизацијата, значи не може да се очекува поголеми приноси по современо производство доколку имаме застарена механизација, нешто што вообичаено овие години е проблем кај земјоделците. Од друга страна пак еве ја вклучуваме повеќе и науката, очекуваме новите сорти, овие што во моментот се предмет на истражување од турските сорти, да помогнат и тие, се со цел земјоделците да бидат едноставно посилни и да може да произведат поголеми приноси, а тоа пак секако ќе дополнително ќе овозможи финансиски да зајакнат, особено ако ја гледаме економската, социјалната страна. Во овој дел на Македонија има инволвирано голем број на семејства кои што име основна дејност оризопроизводството и нешто што треба на вистина да биде предмет за размислување. Науката секако е тука и треба во наредниот период да ја користат многу повеќе земјоделците. Најубавите работи се секогаш направени со љубов. Ја сакам Македонија. Седум дена бесплатен одмор од Савана. Денар Дисконт доделува 120 аранжмани на море со вклучен превоз на најбрзите 120 купувачи. Пазарете секој ден во маркетите Денар Дисконт и ги добиете летен одмор од туристичката агенција Савана. Со секоја сметка од 400 денари добивате купон. Со собрани 25 купони добивате гратис 7-дневен одмор од туристичка агенција Савана на 10 дестинации. Собраните купони може да ги искористите и како ваучер во вредност од 3000 денари и за 34 други дестинации со доплата за понудата лето 2013 на туристичката агенција Савана. За вас и за вашите најмили. Пазарете ефтино и летувајте бесплатно со Денар Дисконт маркетите и туристичката агенција Савана. Без наградни игри, без наградни излекувања. Купуваш во Денар Дисконт денес и добиваш веднаш гратис 7-дневен одмор. Денар Дисконт, добар дисконт. Акцијата со собирање купони трае најдосна до 31 јули, а одморот може да го користите до 30 септември 2013 година. Чувајте ги сите фискални сметки за кои сте добиле купони, за да добиете печат од дисконтот за потврда за валидност на ваучерот. Штом те бара директорот, оди? Главица моја, името ти е љубов. Ајде бе, Гоце, шо направи? Па касно се јавуваш. Директоре. Ајде, седите се стопри пивцето. Ајде. На здравје. Битолско пиво. Пријател на пријателите. Носталгија. Традицијата продолжува со стил и со вкус. Водата која се алкализира, а тука е Виватапот без конкуренција. Јас сметам дека и бројот на заболувањата во Македонија се намали затоа што Виватап со својата улога може да придонесе за намалување на заболувањата, но само работата и на лекарите и на сите да се човекот убеди дека без 10 чаши вода дневно нема шанси неговите клетки да работат оптимално.
Медицинската статистика во Македонија, ако покаже дека бројот на заболувањата се значително намалува, бидете убедени дека тука пресудната улога ја одиграл Виватап. Не дозволувајте вашиот долгогодишен труд и големите вложувања во земјоделието да останат незаштитени. Само за вас, Винер осигурување подготви ексклузивни пакети за осигурување на посеви и плодови, единствени на пазарот без франшиза и со вклучен ризик поплава и пролетен и зимски мраз. Со секоја полиса следува подарок и достава на полисата на рака. Информирајте се на телефон 02 15 999 или кај вашиот локален агент на Винер. Со Винер осигурување, секогаш добивате повеќе. Агрипро јајце. Висококвалитетно и безбедно еко јајце. Контролата и екологијата се нашата задача, а вашето здравје е нашата цел. Еколошкото не е веќе модерно, туку неопходно. Еко јајце Агрипро. Кажете ми сега поново. Треба да се направи некаква посебна дозвола, да се побара одобрение за да се направи абортус? Одлуката е ваша, слободна. Вашиот збор е последен. Она што се менува во однос на стариот закон е воведувањето на овој задолжителен ултразвук. Тоа е за ваше добро. Тоа не е ништо ново, ние тоа сме го правеле и порано. Но напредокот на технологијата сега ни овозможува да ги согледаме можните ризици многу подобро, што се однесува до вашето здравје. Така, јас би сакала да ве прашам, односно да ве замолам, да ми објасните подетално кои се ризиците и последиците, еве, например, ако одлучам да направам абортус. Секако тоа е наша обврска. Сега ќе појдеме во канцеларија и таму се подробно ќе ви објаснам. Јас се надевам дека ништо не пропуштив и дека ви кажав се. Овие совети ние и порано сме ги делеле. Затоа што прекинувањето на бременоста не е обична процедура. Ако се врши во несоодветни услови и со несоодветна информираност, може да донесе одредени ризици по вашето здравје. Ево е образецот што вие лично треба да го подполните. Тој е едноставен, нема да ви одземе многу време. Согласно новиот закон, вас ви следуваат 3 дена од сега, пред да ја донесете вашата конечна одлука. Знам дека не ви е лесно. Но исто така, верувам дека сега, кога ги имате сите потребни информации во овој период од 3 дена, вие ќе можете да одлучите што е најдобро за вас. Ве разбрав. Ви благодарам, докторе. Пациентите на прво место. Реформи во здравствениот систем. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Специјални аутлет цени и попусти на целокупната мебел колекција во салоните на Југо Експорт Стил. Како подарок со секоја кожна гарнитура добивате релакс лежалка или фотелја гратис. Со секоја спална соба или кревет со механизам и латофлекс добивате анатомски перници гратис. А за љубителите на врвниот италијански дизајн и квалитет, специјални попусти од 20 до 50% на целокупната колекција на Миото, Калигарис и Алф. Повелете, посетете не. Југо Експорт Стил. Бевме тука кога Диме за прв пат излезе од дома. Со Ана и Јован отидовме на море. Без нас Маја немаше да го сретне Горан. Југославија изгуби од Аргентина, а ние тагуваме
певавме заедно со Филип. И певме утеха на Јана, кога му раскинуваше на Кирил. Се журкавме заедно со Мила. Певме со Зора, кога се сеќаваше на Коста. Се радувавме кога Дарко ја запроси Елена. Стоби Флипс. За сите генерации кои растат со нас. Подарете со љубов. Најдоброто од Донија специјално за вас. Мешавина од чајни колачи во луксузно пакување. Врвни домашни колачиња, сандеј и секој ден е празник. 7 дена бесплатен одмор од Савана. Денар Дисконт доделува 120 аранжмани на море со вклучен превоз на најбрзите 120 купувачи. Пазарете секој ден во маркетите Денар Дисконт и ги добиете летен одмор од туристичката агенција Савана. Со секоја сметка од 400 денари добивате купон. Со собрани 25 купони добивате гратис 7-дневен одмор од туристичка агенција Савана на 10 дестинации. Собраните купони може да ги искористите и како ваучер во вредност од 3000 денари и за 34 други дестинации со доплата за понудата лето 2013 на туристичката агенција Савана. За вас и за вашите најмили. Пазарете ефтино и летувајте бесплатно со Денар Дисконт маркетите и туристичката агенција Савана. Без наградни игри, без наградни излекувања. Купуваш во Денар Дисконт денес и добиваш веднаш гратис 7-дневен одмор. Денар Дисконт, добар дисконт. Акцијата со собирање купони трае најдосна до 31 јули, а одморот може да го користите до 30 септември 2013 година. Чувајте ги сите фискални сметки за кои сте добиле купони, за да добиете печат од дисконтот за потврда за валидност на ваучерот. Ми загоре ручекот. Не бери гајле, поубави се сендвичите. Не бери гајле, само на наша ТВ. Најубавите работи се секогаш направени со љубов. Ја сакам Македонија. Во земјоделската дејност, секторот ОРИС и производството, преработките, компаниите кои што се занимаваат со оваа дејност е навистина многу значаен за економијата воопшто и за целиот земјоделски сектор. Од аспект на актуелноста на темата и разговорот со господинот Николчо Ѓоргиев, откупувач и преработувач на ОРИС на Макмлин компанија која што долго години се занимава со оваа дејност. Господине Ѓоргиев, може ли најпрво да ни ги скенирате состојбите со ОРИС за производството, што е она што еве и годините нанадзад и во моментот е актуелно во оваа дејност? Па вака, со све она што се случуваше од ланска година, во поглед на откупот и преработката на ОРИСот и она што го доживеа нашите производители, сигурно веќе јавноста е информирана, да се случи нешто што никош не се случило од годините, значи тоа е намалување на рендоманот на добивање на ОРИС, односно на добиени цели зрна во процесот на производство на оризот. Што значи, ако во претходните години од 1 кг арпа се добиваше 50 до 60% бел кочански ориз, ова година се добиваше до 30%
Тоа предизвика една голем страв кај земјоделците и една голема огорченост за тоа што не можевме да најдеме одговор кои се причините за таквата состојба. Во тој дел се вклучи и Министерството за земјоделие и владата на Република Македонија со тоа што повика експерти од Република Турција кои излегува на терен, ја согледаа состојбата, ги земеа неопходните мостри од нашите терени и во овој период се понудија и дадоа веќе семенски материјали со кои што сметаме дека ќе се подобри овој проблем, ќе се надмине овој проблем, а се работи и на тоа да се испитат сите овие пестициди, семенски материјали, други состојби кои доведоа до овој проблем во оризот производството. Како може во наредниот период, еве велите се вклучени повеќе актери, сите практично инволвирани страни во целата состојба да може да се надмине и да се подобри? Што ќе се случи доколку и понатаму остане ваква состојбата, како тоа ќе се одрази и на компаниите кои што ги има во оваа дејност и на земјоделците кои што особено во дадени региони од државата живеат од оваа дејност и е основната земјоделска дејност? Па видите, кочанскиот регион е тој што го произведува кочанскиот ориз како бренд и е познат во Европа и поширокот. Значи, се надеваме дека нема да дојде до тоа, дека тоа е еден настан кој не се памети во историјата на оризопроизводството, инаку тоа би било погубно за производителите на ориз и толку би делувало дестимулативно што во прашање ќе се доведе понатамошното производство на ова гранка во кочанската околија. Но мислам дека со ова све што владата го презема во делот на субвенционирање, значи ова година интервенираше владата надвор од субвенциите кои се како поддршка од Агенцијата за рурален развој и додели уште 2 денара по произведен килограм на арпа, се со цел да се спаси нашиот производител, земјоделецот, од колапсот настанат со слабиот ова рендоман. Значи, ние се надеваме дека нема да се повтори такво нешто, со тоа што и еве овие мерки сите што споменавме да се преземени, се надеваме дека ова година ќе се реши тој проблем и ќе се врати расположението, ќе се врати кондицијата кај нашите производители на ориз, ќе се врати желбата таа култура да остане на овие полиња и овие луѓе да продолжат да живеат онака како што живееле од таа гранка. А и ние во тој дел, преработувачите, и ние сме засегнати затоа што и нашите капацитети се програмирани за тие количини на ориз кои што се произведуваат на овие полиња и ние со тоа претрпуваме загуба, а мораме да спомнеме дека со намалените приноси ние ослободуваме дел од пазарот да влезат и во тој момент други сорти на ориз, италијански, корејски, индиски, тајвански, со тоа ни го подполнуваат просторот кој ние го оставаме како слободен, со тоа што нема доволно количини на ориз. Сакам да нагласам дека еве овој период сега веќе се чувствува недостаток на кочанското бело злато, како што ние го нарекуваме на пазарите, и доколку се случи, не дај Боже, уште една таква елементарна, ние ја нарекуваме елементарна непогода, ќе биде лошо за производителите на ориз и сметам дека до такво нешто нема да дојде. И тука и днината на многу семејства, на многу земјоделци ќе биде доведена во прашање, затоа што и како што самите велите, тоа е нивната основна дејност. Ако се анализира од аспект на земјоделското обработливо земјиште во кочанскиот крај, на вистина оризот доминира на кочанските обработливи површини во целиот овој регион и токму во оваа насока малку може би било добро да ги проанализираме и бројките, колку површина има под ориз, колку земјоделци се инволвирани во оваа дејност, имате ли некои статистики? Видите, ова е променлива категорија со тоа што секоја година во зависност од капацитетите за наводнување се планираат и површините. Значи, тоа со конкретни бројки не можам да излезам, али сепак Македонија произведува негде околу 25.000 тона оризова арпа или околу
18.000 тона бел ориз. Обично пласманот е на домашниот пазар и во традиционалните наши пазари, како Србија, Косово, Албанија, дел оде за Турција, затоа што турската влада има донесена посебна мерка со која се ослободуваат македонскиот ориз од двојно доначување и дел оде за крајбрежјето во Хрватска. А кога сме кај откупот пласман од цените, какви се тука состојбите и годинава, што очекувате и годините наназад? Кога се работи за цените за оризот, овде посебен проблем се јавува, затоа што Македонија и покрај тоа што имаме ние производство на ориз, тоа е многу во мали количини. Гледано во однос на другите држави, ако се споредуваме со една Италија, со една Кина, со една Шпанија, со Бразил, со тоа ние сме многу мали производители. Основната поента на кочанскиот ориз што е препознатлив бренд. Значи ние не можеме да одговориме со количините. Ние мора да идеме само на нашиот бренд, да го изградиме и да го пласираме како бренд затоа што немаме количини. Македонија со ова производство не може да конкурира на ниеден пазар. А зошто вака стојат работите околу количините, дали недоволно обработлива површина е наменета за оризопроизводство, дали земјоделците не се доволно подготвени за поголеми површини под ориз или нешто друго, можеби финансискиот дел? Не, видете, значи нашите земјоделци во Кочанскиот регион кои го носат името оризари, значи ние во Кочани така не знаат како оризарите од Кочани, знаат да работат само ориз. Значи они се специализирани за ориз до тој степен што друга култура и да е подоходовна тешко ја прифаќат. Значи они се специализирани за производство на ориз. Проблемот е што воопшто Македонија има мали површини за производство на ориз. Ориз не се гае било каде. Значи за ориз требаат специфични услови и прилики, а тие услови и прилики се во Кочанскиот регион. Значи во тој дел лимитирачки со земјата, ние мора да направиме само препознатлив бренд. Ние не можеме да одеме на квантитативни резултати, мора да одеме на квалитативни. Особено во делот на веќе зачнатото производство на здрава храна во оризот, во интегрални храни и во финални производства од оризот. Да не произведуваме ние ориз како полупроизвод. Значи ние мора да тежнееме, да воведуваме технологии и капацитети за преработка на оризот. Во оризови брашна, оризови грисови, овие се детски храни актуелни и само на тој начин може да дојдеме до повисока цена. Инаку, знаејќи ги сите овие околности, ова влада прв пат додали и субвенции за оризот. До сега тоа го немаше, за да обстане ова култура, за да можат земјоделците да се мотивират да произведуваат. И затоа, еве и ова година што се случи, плюс 2 денара за килограм ориз, сето тоа доведе да земјоделците еве и ова година и сега се растрчани по нивите, ги прават сите неопходни подготовки, сеидбата е започната и се надеваме дека оризот ќе остане на кочанските полиња и нашите фабрики ќе работат и ние ќе бидеме препознаени во Европа и на Балканот, кај што посебно бевме присутни како бренд Кочански ориз. А во однос на цените, како тука стојат работите? Вообичаено цената секогаш е актуелна и повлекува многу коментари. Цената сепак и овде ја диктират странските берзи. Покрај тоа што се трудеме на сите начини да објасниме дека нашиот ориз по ова поднебје, со топли води, со многу сончеви денови, со посебен начин на обработка, заслужува поголема цена, тоа тешко се докажува на пазарот, бидејќи италијанскиот е секојпат поевтин, тие имат многу големи површини и со многу помали цени ги остваруваат нивните цели во смисол на приход. Нашиот земјоделец со овие расцепкани ниви, со овие поделби до сега што се биле со годините, значи мора да се спроведе една тотална нова аграрна политика во делот на окрупнување на земјоделските површини, во делот на професионализирање на земјоделците, во делот на обновување на механизацијата, на тракторите, на комбањите, во делот на сместувачките капацитети и све тоа кога ќе се собере, нашите земјоделци се задоволни од малку, али да е редовно, да е коректно и така.
плодна земја, од Бога подарена. Ја сакам Македонија. Комплетни софтверски и хардверски решенија за мобилна продажба, предпродажба, прием на роба и warehouse management систем, Моторола, мобилни индустријски уреди и комуникацијска опрема. Инфобиро, главен дистрибутер за Македонија, лојален партнер на вашиот бизнис. РФМ Бизнес вести на наша ТВ. Животното осигурување забележува двоцифрени стапки на раст во земјава. Трендот на пораст се уште од 2007 година, но само 1% од граѓаните во земјава имаат полиса за осигурување на животот. Ваквите податоци покажуваат дека Македонија се уште има неискористен потенцијал за инвестиции во секторот осигурување. Премијата за животно осигурување по глава на жител во земјава изнесува 5 евра. Статистичките податоци, земајќи ги во предвид активните договори за осигурување на живот кои се регистрирани, говорат дека само 1% од населението во Република Македонија има полиса за животно осигурување. За споредба, учеството на премијата од животното осигурување во вкупната бруто полисирана премија во земјите од регионот се движи околу 20%. Осигурителните компании најавуваат дека животното осигурување е во голем подем. Тоа го покажува и податокот дека минатата година е забележан 20% раст на бруто домашниот производ по основ на животното осигурување. Значително влијание на развојот на животното осигурување во изминатите години има регулативата од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Бизнес вести. Продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари во април годинава се пониски за 0,6% на месечно ниво, а повисоки за 0,3% на годишно ниво. Во април годинава во споредба со март, продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари се пониски во секторот рударство и вадење на камен за 0,5%, а во секторот преработувачка индустрија за 0,6%. На годишно ниво, продажните цени на производителите на индустријски производи на странски пазари во секторот рударство и вадење на камен останале на исто ниво, а во секторот преработувачка индустрија се повисоки за 0,3%. Бизнес вести. Индустријското производство на кондиторски производи во последните години бележи пораст во количините кај одредени категории на производи. Според статистиката, гледано по групи на производи кај производството на вафли и обланди има пораст на количините од 2795 тони во 2010 на 3644 тони во 2012 година. Кај производството на бел шекер количините се намалени од 37998 тони на 21.414 тони во 2012 година. Производството на неполнети чоколади драстично се зголемило од 146 тони на 543 тони во 2012 година. Количеството на други полнети чоколадни производи се задржало на речиси идентични количини од 1078 тони во 2010 година на 1072 тони во 2012 година. Се зголемило производството на чоколаден прелив од 193 тони во 2010 на 209 тони во 2012 година. Кај чоколадите намалено е количината на произведена чоколада со додатоци жита, суво овошје. Голем пораст во производството има кај гумени бомбони и желе производи од 20 тони на 115 тони во 2012 година. Кај тврдите бомбони количините се движат на приближно исто ниво од 2334 на 2215 тони. Пораст на производството кај кондиторските производи има кај карамелите од 118 во 2010 на 333 тони во 2012 година. Пораст на производството има кај алвата и локумот од 799 тони на 853 тони во 2012 година. Податоците покажуваат дека македонската кондиторска индустрија, како дел од прехранбената индустрија, станува конкурентна и ја зголемува количината и палетата на производи. Бизнес вести.
Економскиот раст мора да се базира на домашната акумулација, додека странската треба да биде дополнителна. Според податоците од 2011 година, во вкупните инвестиции на земјата, странските инвестиции учествуваат со само 25%, додека домашните представуваат 3/4. Зголемувањето на домашните во вкупните инвестиции е добар знак дека домицилните бизнисмени и покрај неповолното обкружување ги зголемуваат средствата за инвестиции. Проблем е тоа што бавно се менува структурата на инвестициите. Во изминатиот период од осамостојувањето на земјата, само во 10 години, инвестициите во машини и опрема го надминаа учеството во вкупните инвестиции од 40%. Во оваа структура доминираат вложувањата во градежни објекти, кои во некои години надминуваат и над 60%. Ваквата позиција е неповолна од аспект на создавањето на профит и зголемување на акумулација за нови инвестиции, бидејќи само зголемувањето на вложувањата во машини и опрема, во нови техники и технологии може да го забрза растот и да се зголеми акумулативната способност на фирмите. Освен ова, анализира фактор, треба да се преиспита ценовната конкурентска способност, барем на потенцијалните извозници, кои имаат можност да го зголемат обемот на производството за извоз, со цел да им се пружи соодветна поддршка. Бизнис вести. Се менува листата на занимања кои се добро платени. Според анализата на експертите во светот, во иднина ќе бидат најплатени многу нови и интересни професии. Меѓу нив дигитален архитект кој ќе дизајнира виртуелни згради за реклама, потоа неговател на постари лица, консултант за нега на стари лица, лице кое изработува делови за тело за атлетичари и војници. На листата на најплатени занимања се наоѓаат и вертикален земјоделец, потоа контролор за клима, лице за проектирање и управување на холограми на виртуелните луѓе. Меѓу нив се и брокер за време, личен менаџер за брендови и инвеститор кој го користи знаењето за развој на производи. РФМ Бизнис вести на наша ТВ. Комплетни софтверски и хардверски решенија за мобилна продажба, предпродажба, прием на роба и warehouse management систем. Моторола, мобилни индустријски уреди и комуникацијска опрема. Инфобиро, главен дистрибутер за Македонија. Лојален партнер на вашиот бизнис. Гордоста на Шара. Гордост на Македонија. Ја сакам Македонија. На условите за производство се знае дека водата е значајна во однос на целиот процес на добивање и производство на ориз. Тука години наназад имаше некои случувања околу проблемите токму со водата. Како сега се надминати проблемите и дали постои всушност нешто околу тоа прашање? Така, ова година не би требало да биде проблем ова наводнувањето на кучанските полиња, а сепак во моментот е проблем. Се чувствува некоја недоволна координација помеѓу водните заедници и производителите. Се случи нешто што денес е актуелно и луѓето се загрижени. Вода во нашите во Кочанската брана има, а водата не стигнува до полињата, до оризовите полиња, и затоа сега се створи една паника кај луѓето. Времето поминува, вегетацијата ќе трае колку што трае на оризот, времето помина за сеидбата, а се уште вода нема во сите површини. Затоа дел од земјоделците веќе излегува со барање директно до Министерството за земјоделие да се вклучи во решавање на овој проблем, час поскоро да се посеат површините, затоа што ќе се јави проблем на есен, кога ќе треба да се собере оризот, да ги фатат оние есенски слани и тогаш зрното да попушти и да се случи пак ова што ни се случи, да се ломе при самата преработка на оризот. Значи, јас уште еднаш од името на земјоделците со кои контактирам секој ден, апелираме до земјоделие, доколку не слушнат, час поскоро да се вклучат во решавање на овој проблем,
да се посеат површините, да може да очекуваме богата жетва. Кога говориме за оризот, велите белото злато за Кочанскиот крај, овој регион навистина е препознатлив по тоа. Колку земјоделците, производителите, па и вие тука, вклучително преработувачите, го доживувате како бренд и колку вложувате сите вие како актери токму во начинот и процесот на градење на тој бренд? Сметате ли дека досега доволно е направено? Може би во наредниот период имате некоја поагресивна политика и стратегија во оваа насока? Па видите, едноставно ние се доживуваме како оризопроизводители и сме горди на тоа. Значи, јас потекнувам од овде, од овој крај, макар што сега не живеам овде, али сите луѓе живеат со оризот. Живеат за оризот и од оризот. Се почести се манифестациите кои што се промовират, кои се прават за оризот, како белите денови на оризот во Кочани, манифестации по повод на жетвата на оризот, и нови идеи сега ќе произлезат за да може оризот да се промовира, луѓето да бидат задоволни, срекни и владата се вклучува овде со одредени субвенции во делот на промовирањето на саеми за овој дел на ова производство и мислам дека сепак треба уште малку повеќе сите да заложиме. И ние преработувачите, продавачите и производителите, уште некоја манифестација, уште нешто да направиме за да не разберат, да чујат за нашиот ориз, за нашиот квалитетен ориз, пошто јас ви тврдам дека Кочанскиот ориз е најдобар ориз. Само ќе ви кажам една работа. Ние семејскиот материјал го донасеме од Италија. Во Кочанската околија најзастапен е Сан Андрејат. Кога ќе дојдат италијаните овде, купуваат Кочански ориз. Мислам, тоа не треба да го коментираме. И самото име на ова семенскиот материјал докажува дека квалитетот е тука. Италијаните кога ќе дојдат овде ќе купат Кочански ориз и ќе кажат белисимо. Многу е убав Кочански ориз во однос на италијанскиот, затоа што ние имаме посебни услови, природни услови за гајање, за одгледување на тој ориз и е многу вкусен и е многу прифатлив на секаде кај што го понудиме и што продадеме. И во вашиот израз и во она што го манифестирате во однос на одговорот на прашањата се гледа на вистина на големата љубов и кон оризот и кон овој цел крај и кон оваа дејност и на вистина тоа е еден доказ дека во наградење на брендот за Кочанскиот ориз треба да се пристапи токму на ваков начин, затоа што ова е македонски производ, Кочанскиот ориз како бренд на вистина треба да го најде по доминантното место и на домашниот пазар и на особено пак на странските пазари како македонски производ. А ако пак ги анализираме работите од аспект на тоа колку семејства, колку земјоделци се вклучени во целата дејност, чинам дека оризот и производството на ориз во наредниот период треба уште повеќе да си го заземе местото кое што му припаѓа во целиот сектор земјоделство. Така ние живееме од оризот, нашите семејства овде живеат од оризот. Со ова поддршка што владата ја пружи во овие години за оризот, мислам дека оризот ќе остане на Кочанските полиња и ќе бидеме горди на тоа. Рандманот или приносот на бел ориз кој се добива при белењето на арпата е значаен фактор кој го одредува приходот на производителите. Истиот директно зависи од генотипот, од агротехничките услови и условите на надворешната средина. Различната големина и форма на зрното, кај различните сорти, различното време на сеидба и жетва, неадекватното азотно ѓубрење, ненавременото испуштање на водата од парцелите пред жетвата, начинот на жетва, постжетвеното манипулирање со арпата, појавата на некои болести, мал број на сончеви денови во текот на вегетацијата, суша, големи амплитуди во текот на зрењето на зрното се главни фактори кои влијаат на вредностите на рандманот на белиот ориз и неговиот квалитет. Процесот на производство и преработка на ориз е специфична. Токму во оваа пригода разговараме и за овој процес на производство со технологот во компанијата Макмлин. Може ли да ни го објасните овој процес на производство и што всушност е специфично за него? Да, сега се наоѓаме во погонот за пакување на ориз.
Ова е оптичка машина за селектирање на ориз која работи на фотокелии, најнова технологија во оризопроизводителството, приклучена на 2 елеватора со ова пакирица на која пакуваме ориз од 900 грама со капацитет од 1500 килограми на час. А какви капацитети во моментот тука има на располагање? Значи колку може дневно да се спакува ориз? Па видите, ние дневно работиме 8 сата, значи 1500 килограми, тоа се некаде околу 12 тона за 8 часа работни, ефективна работна сила, може да спакуваат на овие две машини, да го истурат, да се преработи и да се пакува финален производ кој понатаму го носиме на продажба. Може ли нешто повеќе околу квалитетот на оризот, околу сортите, што е специфично кочанскиот крај, се знае дека е препознатлив по оризот? Па вака, кочанскиот крај е специфичен по оризот. Моментално сега сееме само ориз Сан Андреа крупниот, за разлика од оној поситниот Монте што го сеја земјоделците, веќе не го сеат, па не знам зошто го исфрлија од употреба, тој беше подобар и за преработка, и за одгледување и даваше малку поголеми приноси. Но сега дојдоа до сознание и до заклучок дека Андреата е подобра и само сеат Андреа на полињата на плантажите на ориз. Каква е соработката на вашата компанија со земјоделците во текот на годината? Колку временски еве сте во директна врска, комуникација со нив во однос на откупот и преработката понатаму што вие ја преземате? Оризот, за разлика од пшеницата, е по различен тип на производство. Значи пшеницата се жнее и ја носат одма на преработување. За разлика од оризот се жнее и од условите што ги имаат земјоделците, некои го чуваат дома, они што немаат услови го продаваат и го донасат во преработувачките капацитети. Ние на дел од оризопроизводителите и го чуваме оризот цела година кога сака да го преработува. Стоеме за квалитетот, каде ќе го складиште, дека нема да му се расипе робата и тоа. Колку тие се запознаени со ваквите процедури, едноставно кажано, во однос на еве и чувањето, на моментот кога го откупувате од нив, едноставно дали се вклучуваат во она што значи помодерни текови, затоа што еве и вие со оваа машина пред која стоиме докажувате дека напредувате во процесот на преработка, на производство на ова бело злато, како што велат за вашиот крај со производството на ориз? Па видите, едукацијата кај самите земјоделци е голема, се интересираат и самите земјоделци што е подобро за нив. Сигурно му е подобро робата што ќе ожни од орчидовите плантажи, сигурно да ја складира, за да не може таа истата да му се расипе и да ја фрли или да ја продаде за сточна храна, кој може и да земе поголеми придоноси да има од истата. Годинава владата обезбеди 135 милиони евра субвенции за земјоделците. За оризот најправен субвенциите изнесуваа по 9000 денари од хектар, како сите житни култури. Во 2012 година сумата се зголеми на 12.000 денари, а за 2013 година изнесува 12.000 денари од хектар и дополнителни 3,5 денари по откупен килограм ориз арпа, доколку има до 20 декари. Потоа 2 до 2,5 денари по откупен килограм ориз доколку се 50 декари и 1,5 денар по откупен килограм ориз арпа доколку се над 50 декари. Инаку, според најавите на производителите, оризот годинава ќе биде застапен на помали површини. Годинава пораснале и трошоците за производство, а препаратите поскапеле за 6%. Земјоделците што имаат добиено субвенции се надеваат дека ќе имаат успешна година, но за останатите е неизвестно уште од сеидбата. Преработувачите на ориз и производителите, компаниите кои што се во оваа дејност, велат дека има потенцијали на македонските простори, особено во кочанскиот крај, за производство на квалитетни сорти на ориз. Треба да се работи многу повеќе за надминување на проблемите кои што низ годините нанадзад се напластиле и не дозволуваат многу порентабилно производство. А со последните мерки што се преземаат во оваа насока, со субвенциите од страна на државата, има одлични предуслови да се подобрат состојбите на терен.
Почитувани гледачи, тоа беа предвидените содржини во ова издание на емисијата Профит. Довидување.